Почтивани граѓани, почтивани колеги, денес како точка на дневен ред го имаме разгледување на Законот за исплата на паричен надоместок на жртви од кривични дела со насилство. Беше разгледуван на Комисијата за европски прашања. Имам неколку дилеми на кои што сакам, ако може, од страна на представникот да бидат доразјаснети, за да не се воспостави дилема во јавноста и во однос на оние лица кои што се чувствуваат засегнати од вакви кривични дела, постапката и начинот на кој што треба да постапуваат и како можат истите да бидат обештетени. Најпрво сакам една забелешка во однос на членот 13 од овој предлог на закон и вели вака: предуслов за остварување на правото на паричен надоместок. Предуслов за остварување на правото на паричен надоместок согласно одредбите на овој закон е кривичното дело да е евидентирано или пријавено во полиција или во јавно обвинителство. Да биде евидентирано или пријавено во полиција или во јавно обвинителство. Тоа значи, или дали тоа значи дека со самиот факт на пријавување до Министерството за внатрешни работи или до јавното обвинителство, односно добивање на доказ дека е пријавено одредено кривично дело, самиот подносител на оваа пријава се стекнува со правото на надоместок под услови утврдени согласно овој закон. Во ставот 2 вели: на барање на жртвата, полицијата или јавното обвинителство се должни на жртвата, на нејзиниот родител или старател или полномошник да му издадат соодветно известување, записник за примање на пријава, службена белешка или потврда дека делото е пријавено или евидентирано како кривично дело. Да, на секој подносител и согласно досегашните позитивни законски прописи треба да му се издаде соодветна потврда дека истиот пријавил соодветна повреда на неговите права. Меѓутоа, единствено како службена белешка или пријава да биде основ за надоместок на обештетување по основ на извршено кривично дело, сметам дека треба да имаме попрецизни формулации, односно треба да имаме или конечен управен акт, или конечна или правосилна судска пресуда, односно акт врз основа на кој што ќе може да се изврши ова обештетување, бидејќи согласно дадениот член, дадената законска норматива, сметам дека може да имаме многократно злоупотребување на вакви настани, кои што со тоа ќе допринесат да вистинските, за жал, жртви од вакви дела да не бидат соодветно обештетени. Зошто? Уште еднаш потенцирам, единствено врз основа на службена белешка или потврда дека е пријавено кривичното дело. Што ако во судска постапка или во управна постапка се докаже дека ова дело не било онака како што е пријавено во самата службена белешка или како што е пријавено во самата пријава. Од овде се отвараат многу дилеми, затоа сакам да бидеме попрецизни, да ги допрецизираме сите овие одредби, да немаме потоа во примена на ова законско решение проблеми во самата постапка, а целта е да бидат обештетени овие жртви. Меѓутоа, да не се случи истата ова постапка да биде многократно злоупотребена, а со тоа повторно потенцирам истите да не можат вистинските жртви да бидат обештетени. Потоа во членот 14 вели поврзаноста на правото на паричен надоместок со кривичната постапка. Жртвата има право на паричен надоместок без оглед дали сторителот на кривичното дело е познат или без оглед дали против сторителот на кривичното дело е поведена кривична постапка или пак постојат фактички и правни пречки за водење на кривична постапка. Ова е дилема за која што и претходно ја поставив, односно во самиот член 14 се наведува дека и доколку нема поведување на соодветна постапка, дали кривична постапка или утврдување на фактичката состојба и има соодветни фактички или правни пречки за водење на ваква постапка, исто така
службената белешка или пријавата ќе представуваат основ. Сметам дека врз основа на службена белешка или пријава не може да се постапува во постапка за да бидат било која друга и управна и судска постапка да се заснова на вакви документи, односно единствено на пријава, бидејќи со пријавата се отпочнува одредена постапка за да се утврди фактичката состојба, но додека да дојдеме до конечен или управен акт или правосилна судска пресуда, има постапка која што треба да помине. Затоа можеме да се доведеме во ситуација, повторувам, да вистинските жртви да не можат да бидат обештетени, а злоупотребата од страна на лица кои што или лажно ќе пријават, или самите ќе утврдат дека нема фактички и правни докази да се води постапка против нив, истите единствено ќе посегнат кон пријавување со поднесување на ваква пријава, побарување на службена белешка и врз основа на ова службена белешка да можат да бидат исплатени. Затоа, не навлегувајќи во однос на висината и на самата процесна постапка, како ќе бидат обештетени овие жртви, сметам дека треба во овој дел да ги допрецизираме одредбите и со тоа да може да се постапува и истите да бидат обештетени. Во однос на одлучување на барањето, комисијата одлучува по барање со мнозинство од гласови од вкупниот број на членови. Сега, и во самиот дел на формирање на комисијата, треба да бидеме предпазливи кои ќе бидат оние членови во самата комисија кои што ќе постапуваат во однос на воспоставување и утврдување на потребата од исплата на овие средства. Во состав и мандат на комисијата се вели вака, во членот 26, комисијата е составена од 5 члена, кои ги избира владата на Република Македонија. Членовите на комисијата се избираат со мандат од 4 години, членовите од своите редови избираат председател на комисијата со мандат од 2 години, во ред еден член на комисијата се избира од редот на судиите на Врховниот суд. Еден член се избира од редот на јавните обвинители. Еден член се избира по предлог на Министерството за труд и социјална политика. Еден член се избира по предлог на Министерството за здравство и еден член се избира од редот на невладините организации со услови 5 години за заштита на жртвите и така натаму. Меѓутоа, зборуваме за состав на комисија од Врховен суд, судии, од обвинителство, од министерство, а немаме конечни акти врз основа на што да постапува. Да не се доведеме во ситуација да истите при постапување да можат да бидат обжалени и истите во истите судови од кои што имало представници во самата комисија да можат да бидат поништувани, укинувани или повторно враќани на првостепена постапка во самата комисија. Ова го зборувам и од практични причини, бидејќи еве конкретно хипотетички, како пример, во центрите за социјална работа, во Министерството за труд и социјална политика, одредени жртви на семејно насилство, истите ќе пријават дека се жртви на семејно насилство. Да, за жал, во најголем број од случаите се докажува дека е така, меѓутоа, лично можам да ви кажам дека има и фиктивни пријави, односно невистинити пријави за извршено семејно насилство. А со самото пријавување на овој настан, истите ќе се стекнат со право на обештетување и искористување на правата согласно овој предлог на закон, доколку биде усвоен во ваква форма. Затоа, уште еднаш апелирам, да не ни се случат вакви фиктивни пријави, еве конкретно ви кажувам за пријава за семејно насилство во центрите за социјална работа. Таму имаме мноштво на пријави, меѓутоа одреден дел од истите во соодветни постапки се докажуваат токму спротивното, дека имаме и несоодветно и лажно пријавување. Затоа ќе го замолам представникот, доколку е во можност, да ги расчисти овие дилеми, за да имаме јасна слика при однос на обештетување, односно при однос на постапување согласно одредбите од овој закон. Благодарам.